Летото чука три, сонце крие ридот, само јас и ти. Пишува на зидот, кој е оној ти? Никој не ке знае, само си од град, од листиче до вае. Има еден трик, има една игра, може би е трик, повеќе од игра, баш е добар трик. Тајна да се крие, ама како да се крие срце кога бие. Тајна како тајна, сака некогаш да лаже, баш е сладка, не сладка тајна, е сама таа што ќе се каже. Јас и ти имаме три тајни, сладки, големи, прва срцата сите на зидот, од нас се нацртани. Тајната со реден број два, имам јас симпатија, но третата тајна ќе остане тајна дур заврши песнава. Јас и ти имаме три тајни, сладки, големи, прва срцата сите на зидот, од нас се нацртани. Тајната со реден број два, имам јас симпатија, но третата тајна ќе остане тајна дур заврши песнава. Еден, два и три, сонце крие ридот, само јас и ти. Пишува на зидот, кој е оној ти? Никој не ке знае, само си од град, од листиче до вае. Тајна како тајна, сака некогаш да лаже, баш е сладка, не сладка тајна, е сама таа што ќе се каже. Јас и ти имаме три тајни, сладки, големи, прва срцата сите на зидот, од нас се нацртани. Тајната со реден број два, имам јас симпатија, но третата тајна ќе остане тајна дур заврши песнава. Јас и ти имаме три тајни, сладки, големи, прва срцата сите на зидот, од нас се нацртани. Тајната со реден број два, имам јас симпатија, но третата тајна ќе остане тајна дур заврши песнава. Но третата тајна е што, а третата тајна е Дарко од 7-2. Браво, може да останете овдека заедно со мене на сцена и официјално да кажам добар ден, драги мои. Не е тајна дека ова е термин резервиран за наједукативната и единствена емисија, ќе кажам, Голем одмор. Во друштво сум и чест ми е, впрочем, на учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар. Тарарарам! Браво! Поводот и причината зошто се тие овдека денеска кај нас се разбира роденденот на нивниот патрон Гоце Делчев, и само да подсетиме дека Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, Егејска Македонија. Ке ве поканам убаво да се сместите, бидејќи ви ветуваме еден час на вистина добра забава. Овие ученици се потрудиле, ако останете до самиот крај ќе видите дека тоа е на вистина така. Нашата емисија нема реприза, го имаме сајтот mrt.com.mk. Одите во МРТ продукција и таму репризно по дата си ја гледате емисијата. Имаме и Facebook страна која што впрочем ја гледате на екраните, имаме и телефонски број кој што денес и како сте ми потребни вие, драги гледачи, да ни се јавите, да видиме како го започнавте второто полугодие, дали добивте и по некоја петка и како ви се допаѓа нашето ново РУА. На самиот почеток, ајде да ги врзаме појасите и да пропатуваме низ програмата на Македонската телевизија, затоа што таму секогаш нешто ново и интересно се крчка. Слушајте внимателно. Дора, сладкото црнокосо девојче, повторно ни доаѓа. Подгответе се за нова авантура. Дора истражува, а и вие со неа. Дора, повторно на Македонската телевизија.
Ви раскажуваме најинтересни бајки, поучни басни, возбудливи приказни и едукативна и забавна серија за сите генерации. Си било еднаш. Наскоро не ја пропуштете новата емисија во светот на технологијата. Во неја разговараме за најновите технолошки достигнувања, интернет, игри, мобилни телефони и таблети. Хардвер, софтвер и се во областа на технологијата. Да не заборавите Македонска радио телевизија. Гледајте. Служни браќа. И така, се навраќаме назад повторно во студиото. Кој најубаво ќе го представи Општинското основно училиште Гоце Делчев од центар, ако не самите капитени? Чест ми е што сум во друштво на Јана и Светле или Цеце, како што ја викаат пријателите, како што ја знаат. Девојки, како е да се учи кај вас во училиште? Па, супер. Прекрасно. Петки има? Да. Наставниците, какви се? Супер се. Супер се, одлично. Ајде да не запознаете со кратката лична карта на вашето училиште. Епа, сонувај, верувај и учи е мотото на нашето основно општинско училиште Гоце Делчев, кое е сместено во центарот на Скопје. Сместено е во една мала, но убава зграда со училишен двор и спортска сала и игралиште за фудбал, кошарка и многу други спортски активности. Низ училишните клупи се образувале многу генерации на надарени ученици кои постигнувале врвни резултати на сите полиња и се наша гордост и пример како да се биде најдобар. Иако објектот е мал, во него и сега учат едни од најталентираните млади мозочиња, меѓу кои еден ден ќе има врвни математичари, музичари, спортисти и многу други генијалци. Училиштето континуирано ги следи светските развојни трендови и тенденции во областа на образованието и применува најсовремени техники и методи и средства како и најсовремена технологија при реализирање на наставата. Традиционално секоја година во нашето училиште со најразлични активности ги одбележува Гоцевите денови кои започнуваат на 4 февруари. Денот на раѓањето на нашиот патрон Гоце Делчев, кој траат се до крајот на учебната година. Гоцевите денови оваа година ги започнавме со оддавање на почит со буќет свежо цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас, а денеска со нашето учество во оваа емисија продолжуваме со нашите активности. Голема благодарност до одговорниот наставник за односи со јавност и промоција на нашето училиште, Маја Ѓоргиевска, со поддршка на директорот Наде Молеровик, кои овозможуваат сите настани во училиштето да бидат промовирани. И дефинитивно имате најдобрата директорка, тоа вака јавно и одговорно го тврдам. Приказната не запира овдека. Цеце, твојата должност е нели да не запознаеш со проектите и активностите на вашето училиште. Повели. Во нашето училиште учењето е забавно. Активно се вклучуваме во работата на сите секции. Реализираме најразлични активности во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието со нашите пријатели од основното училиште Тефејус од општина Чаир. Остваруваме многу активности во рамките на проектот за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Го украсивме и разобавивме училишниот двор со цвеќиња и едукативни игри преку проектот на учениците од 4-то оделение Засади растение, засади живот. Го украсивме и реализиравме работилници за здрава храна заедно со нутриционистот Драган Јованов во рамките на проектот Македонија, земја на сонцето, овошјето, зеленчукот и лековитите билки. Работиме разни проекти во групи, си помагаме едни на други, а застапена е пријателска комуникација помеѓу наставниците и учениците, која е главната цел на модерното образование и мисија на нашето училиште. Училишната заедница е многу активна во реализирањето на активности со дебати, работилници во кои се обработуваат теми за спречување и превенција на насилство и агресија во училиштата. Веќе втора година поред, ходниците на нашето училиште ги красат изработки од ликовните изложби, кои се организираат во нашето училиште, развивајќи ја креативноста кај нас учениците.
крајот на минатата година го одбележавме со традиционалниот новогодишен концерт пред учениците, родителите и пријателите на нашето училиште. Браво! Вака кога убаво го представивте училиштето, велат поговорките треба да се пренесуваат од генерации на генерации. Дали знаете некоја поговорка? Да споделите вака со нас. Да, сложни браќа куќа градат. Ова ми се допаѓа. Цеце, што е со тебе? Кој рано рани, две стреки гради. Кој рано рани, цел ден зева или му се спие, но добро. Одиме ние, драги мои, со поговорки. Душата ја дава, пари не дава. Да го облекуваш, а да не го раниш. Да знаеш, не е марифет. Марифет е да умееш. Кој знае книга, има 4 очи. Да извираше, пак ја завршеше. Душа е помила од богатство. Дај ми ги очите да те видам. Која зима е без студ? Да ти ги дадам очиве да ме видиш. Ефтиното месо и кучињата не го јадат. Дај му Боже ум, та да стане кум.
Амелија, вистински професионалец, за да го земеш микрофонот секоја чест и ако продолжиш да пееш, ќе бидеш голема звезда, јас да ти кажам. Кажи ми само ти, што ти го прави убав денот? Мене денот ми ја прави среќата на моите другарчиња, играњето со моите другарчиња, сонцето, ветерот, насмевките. Петките на училиште, може би? Петките на училиште, распустот, така некака. И многу ствари. Браво, Амелија, врати се на твојата позиција, секоја чест. А ние овдека мора да се префрлиме во нашата креативна работилница. Кристина, Бисера, Ана и Бојана ќе откријат на која тема денеска ќе сликаат. Денеска пред се го бележиме нели денот на Гоце Делчев и Кристина тука го црта Гоце Делчев, а ние тука на оваа маса цртаме на слободна тема. Слободна тема денеска, зашто се одлучи ти? Што ти беше твоја инспирација? Моја инспирација беа познатите личности, односно јас денеска ги цртам карикатури. Ете така, карикатурите. Што ќе сликаме? Што сликаме во моментов? Значи, исто така на слободна тема, така? Слободна тема, одлично. Што ќе сликаш ти? Ја ќе цртам куќе. Така, дали имаш куќе? Дали ги сакаш животните? Да. Да? Чуваш куќе? Не. Не, ама еве сега еден апел до сите да ти овозможат твоите родители куќе, може? Да. Ете, така. Да се навратиме кај тебе, спомена дека го сликаш Гоце Делчев, тоа може да го покажеме затоа што си готова, така? Не сум готова. Се уште не си готова, добро, ќе ви дадеме, се разбира, време, ама еве нешто лови нашата камера. Сега, драги мои, време е да ве почестиме и да скокнеме до сцената на театарот за деца и младинци и да погледнеме дел од сонгот 12 месеци. Ајде! Февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември, среќна нова година! Театари, бајки, театар, тој се двете работи смешни, играта е мајка фина, а мајката е исто играта си играме, да си играме, исто си ги сакаме. Така е, и ништо без нашиот квиз и надпревар. Се разбира, на сцената не сум сама, во друштво сум на учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар. Подготвени сме да се надпреваруваме, така е? Да. Публиката е тука да ги бодри, ако одговора точно со аплауз. Се разбира, Манчо, ќе почнеме од тебе. Како си? Добар. Добар, прашање прво за тебе, гласи вака. Тој е македонски револуционер, деец на Македонската револуционерна организација, идеолог, водач на Македонското револуционерно движење. Неговото име е? Гоце Делчев. Така е, браво. Емил ти одговара скор, се надевам ќе се потрудиш, исправи се, земи длабоко здив. Одиме со прашање за Емил. Ѓорги Николов Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Баница или Кукуш? Роден е во Кукуш. Браво, браво! Манчо, повторно се навраќаме на тебе, подготвен, ајде прашање за тебе. Сега ќе го погледнеме на големите и мали екрани, гласи вака. Животот на големиот револуционер сгасна во крвава борба на 4 мај 1903 година во селото? Во Баница. Браво, Манчо! Емил, прашање повторно за тебе. Второ овој пат. Ајде да видиме како гласи. Негова најпозната мисла е: јас го разбирам светот како поле за културен народ, за културен напор меѓу народите. Браво за Емил! И време е да се свртиме од нашата десна страна и да им посветиме малку внимание на Марко и Михаела. Тие ќе изрецитираат песна за Гоце. Така, подготвени сте? Да видам насмевка на вашето лице и ајде. Кажи ми, тато, Гоце Делчев кој е? Зошто е име на училиштето мое? Најголем? Најголем јунак, че добил тој животот го дал за народот свој. Браво! Дајте ми петка.
Браво, браво! И Лиле, повторно се навраќаме на тебе, ти последно ќе одговориш за овој наш квиз. Подготвена си да изрецитираш, бидејќи знам дека убаво го правиш тоа. Да. Ајде, повели, Лиле. За Гоце. И борец и учител беше тој. За подобар живот на народот свој. За него сега пеат и шумите и водите, зашто Гоце беше војвода над војводите. На 4 мај 903 тој храбро загина со својата чета. Браво! 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 Горда сум што имам вакви ученици, што сум во нивно друштво, драги мои. Време е повторно да ви спратиме на едно волшебно патување. Знаете дека голем одмор без нашиот интересен прилог еден ден, едно знаме, не би бил голем одмор. Овој пат се одлучивме знамето на Европската унија. Ајде да видиме. Еден ден, едно знаме. Денешното знаме не е на земја, а сепак се вее речиси над сите европски држави. Не му припаѓа само на еден народ, туку ги представува сите заедно. Ова знаме што обединува голем број нации е знамето на Европската унија. Во 1955 по долги дискусии, Советот на Европа смислил ѕвездите да го представуваат единството на европските држави. Кругот што го формираат ги символизира хармонијата и братството што ги обединува сите земји. Но зошто има 12 звезди? Не затоа што има 12 земји. На почетокот биле само 6, денеска се 25, а утре сигурно ќе бидат уште повеќе. Тогаш зошто? Овој број бил избран едноставно, бидејќи 12 традиционално значи целост, како 12 месеци од годината или 12 удари на полнок, значи важна бројка. Од 1955 звезденото знаме било прифатено од сите европски земји, бидејќи станало официјален символ на Европската унија, на парламентот, а и на сите други институции. На вистина блескава судбина. А ако сакате и вие да заблескате, ве чекаме овде со уште едно знаме. Најголем аплауз се разбира, бидејќи јас не сум сама, друштво ќе ми прави Каја Пераска, ја препознавате, драги мои, таа изразна, впрочем, на нашата сцена, не е прв пат. Каја, години доаѓаш овде кај нас во студиото, како се чувствуваш сега? Многу убаво. Така, поводот и причината зашто си ти овде кај нас е твојата нова песничка, како се вика? Надпревар. Така, каде ја отпеа? На Супер звезда. На Супер звездичка, и кога ќе пораснеш, што сакаш да бидеш? Пејачка. Пејачка и никако поинаку, која напиша песната? Татко ми. Татко ти ја напиша, и кажи ми, имаш омилен предмет на училиште? Да. Кој ти е? Македонски. Македонски, зошто? Пошто сакам многу да читам книги. Чекај сега, што сакаш повеќе, да читаш книги или пак да пееш? Тоа е тоа. И тоа и тоа. Подготвена си сега денес да ни отпееш нешто? Да. Ајде, аплауз за Каја. Тука, седи.
одлична беше. Драги мои, тука е време да ве повикам да свртите на нашите телефонски броеви или телефонски број. Како сакате, 511. Ке би испишам, впрочем, дали го гледаме телефонот, ке го видиме, може да ни се јавите. Да, телефонот испишам, но не можам да го догледам, но добро. Да се навратиме нели на нашите уметници. Докаде сме со сликањето? Јас го завршив мојот портрет на Гоце Делчев. Опа, ајде ова камерата го лови. Еве го веќе, еве воодушевување од публиката, велат уау, ви се допаѓа? Да, ама некако слабо не слушам. Дали ви се допаѓа? Ете така. Сакам да споменам дека нашите цртежи се закачувани во холот на Гоце Делчев. Така, на основното училиште Гоце Делчев се разбира, центар, да напоменеме за сите оние кои што се вклучија подоцна, докаде сме со карикатурите. Па вака, значи се уште не сме готови, но имам некои веќе нацртани претходно. Така? Да, еве, например... Ете така. Веќе ќе улови нашата камера. Да, иначе цртањето карикатури ми е хоби. Уште од пред многу години пројавив желба да цртам и... И еве каков резултат испадна на крајот, се разбира. Дали ние можеби го имаме првиот гледач за денес, да ве повикам уште еднаш на 5119859 да ни се јавите и да си помуабетиме, да се подружиме, раце да си пружиме, се шегувам како и да е. Дали имаме некого на линија, може да ми дадете знак, нели? Имаме или немаме? Немаме, но ќе почекаме или како да направиме? Јас да си зборувам со... Може да зборувам, добро. Хајде да се навратиме, како е на училиште сега второ полугодие? Па добро и лесно е. Лесно е? Одлично, тоа ме радува. Ајде да видиме како... Ало? Ало, добар ден, кој ни се јавува? Никој. Никој? Добро. Како се викаш? Никола. Никола, од каде ни се јавуваш? Од Кузман Шапкарев. Кузман Шапкарев. Драчево. Од Драчево, леле. Тие многу често знаат да ни бидат гости. Како е, Никола, на училиште, кој оделение си? Пето 3 оделение. Така? Како е сега второ полугодие, како го започна, ти изгледа ли некако потешко или пак со учење? Не, лесно е. Лесно е. Кој предмет најмногу ти оди? Математика. Математика, тие дропки сопки, значи без проблем ги решаваш? Да. Браво, секоја чест. Како си помина за време на распустот? Па, убаво. Убаво. Како ти се допаѓаат овие ученици денеска? Како се представија? Убаво. Има нешто вака најмногу што ти се допадне или не? Па не. А зошто ни се јави ти? Па не знам. Па не знаеш, онака седеше дома и да не поздравиш. Меѓу другото и да ни посакаш убав ден, верувам дека си втора смена на училиште, да? Да. Одлично, јас ти посакувам убав ден, убаво да поминеш на училиште и да се подготвиш за викендот, се разбира. Довидување за тебе. Чао. Чао, чао. Епа така, драги мои, фино си помуабетивме, а сега е време да скокнеме до кујната на македонската телевизија. Таму секогаш има нешто добро да се крчка, еве од тука ми мириса на нешто ново и нешто вкусно. Ајде со внимание да погледнеме. Ви раскажуваме најинтересни бајки, поучни басни, возбудливи приказни и едукативна и забавна серија за сите генерации. Си било еднаш. Наскоро не ја пропуштете новата емисија во светот на технологијата. Во неја разговараме за најновите технолошки достигнувања, интернет, игри, мобилни телефони и таблети. Хардвер, софтвер и се во областа на технологијата. Да не заборавите Македонска радио телевизија. Гледајте. Слушајте внимателно. Дора, сладкото црнокосо девојче, повторно ни доаѓа. Подгответе се за нова авантура. Дора истражува, а и вие со неа. Дора, повторно на Македонската телевизија.
за прашање зошто возрастните велат дека празниците се магични. Да! Дали сакате да дознаете зошто? Да! Тие велат така затоа што тие имат магија, но ги кријат од нас. Ако е тоа точно, ајде сите да ја бараме таа магија. Во ред на наставниците би ни биле лути доколку трчаме. Да, во право си би не биле лути. И може ли Тивко да пробаме да најдеме таа магија? Добре, но ако сакаш Тивко, зашто викаш толку гласно? Не почнувајте повторно. Многу е тешко да се справиш со овие деца. Добре, сега ќе зборуваме или ќе бараме магија? Ќе бараме! Зошто не ја бараш новогодишната, божикината, стара новогодишната магија? Затоа што ја гледам. Сакаш да ми кажеш дека празничната магија била постојано близу нас? Да, магијата не е предмет, магијата е секоја добрина која ја правиме. Се што правиме за семејството и пријателите. И се што правиме за училиштето, и се што правиме за нашите поубави македонски општини. Празничната магија се создава од сите добри дела кои ги правиме во текот на годината. Тоа значи дека празничната магија постои во сечие срце. Секни празници и се надеваме дека и вие ја пронајдовте празничната магија во вас. Сега, јас сум во друштво на Марија Брајковска, драги мој главен виновник. Токму таа го напиша овој текст драмски за ова интересна драматизација која што учениците одлично ја представија. Верувам дека ви се допадна. Прв пат премиерно кај нас на сцената на Голем одмор, Марија? Само на микрофон. Не, за прв пат оваа драматизација се изведе на 28 декември 2015 на новогодишниот концерт на моето училиште. Така, но прв пат за кај нас. Тоа ми беше прашањето, да, за прв пат кај нас овдека на нашата сцена, нема гајле. Колку драмски текстови досега имаш напишано? Што биле изведени, ова е втор. Општо, да. Втор, значи еден исто така, еден драмски текст напишав и тој се изведе во Домот за стари лица, Елизабета. Така. Беше на дел од таа драматизација беше на македонски, дел на германски и дел на англиски јазик. Браво. Да. А ова е втора и сега во моментот спремам и трета драматизација која што понатаму ќе се изведе. Се крчка се уште, имаме наслов или пак уште не? Уште не. Не за откривање, да, нема да откриваш. Како откри дека навистина те бидува за пишување, еве токму баш за драмски текстови, бидејќи тоа и не е лесно? Едноставно кога ќе добијам некоја идеја, ќе ја запишам на лист и потоа самото драмско дело се развива само од себе, мислам. Така? И прв пат каде го представи првиот драмски текст? Го кажа на твојата наставничка, па некако организиравте или? Првиот драмски текст беше всушност напишан токму за тој проект во Домот за стари лица Елизабета. Така? Значи наменски. Да, наменски. И продолжуваш значи да пишуваш? Точно, да. Да. И себе си во иднина како што се гледаш? Па уште не можам со сигурност да кажам. Не можеш да кажеш, добро, мали сте, има уште многу време за да се одлучите, се разбира. Јас сакам да го замолам целото студио, сега во моментов да си го прегрнат другарчето до кое се наоѓаат, бидејќи знаеме дека прегратката лечи многу работи, секогаш кога ни е тешко, обидете се да гушнете некого и тогаш да знаете дека таа тежина магично ќе исчезне, а особено ме радува кога гледам вака една голема групна преградка. Браво за овие ученици и веќе погодувате, драги мои, време за преградка. Clap along
Драги мои, Ана Петановска е на нашата сцена. Има убав глас, за некоја секунда и минута ќе се уверите во тоа. Ана, дали си дел можеби од училишниот хор на основното училиште? Да, и од училишниот хор и го представував училиштето неколку пати, мислам така еднаш, два пати така, како солист. Така? И учествувам исто во училишниот оркестар. Свириш на инструменти? Да. На кој? На флейта. Браво. Од колку години пееш? Па може да се каже дека оваа ми е веќе од кога почнав како мала да пеам, може да се каже дека веќе оваа ми е некаде 5-та година како пеам. Цела 5-та година. Да. А себе си во иднина каде ќе го насочиш образованието? Па кон музиката или пак кон музиката, не сакам да си го запоставам талентот и би сакала да го уште да го надоградувам и да го усовршам. Браво. Со што ќе се представиш сега? Со песна од познатата пејачка Адел, се вика Someone Like You. Браво, аплауз ве молам. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up one of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't find it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Oh, you know how the time flies. Only yesterday was a time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up one of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't find it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes. There are memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
sometimes it hurts instead. Браво, Ана, секоја чест. Браво. Добро, можеш да се вратиш микрофонот, да ни го дадеш, ти благодарам многу. Дали јас споменав, драги мои, дека во текот на емисијата на вистина имаме талентирани ученици. И се уверивте, впрочем, во тоа. Меѓутоа, јас сум во друштво на Мате и Ведран. Ведран е до мене, тенисер. Колку време тренираш, Ведран, да кажеме? Па ја почнав со тренирање од мојата 6-та година, така да 7 години. 7 години. Овие дипломи што ќе ги држам во рацете, ова лепеза од дипломи говори многу за тоа дека ти си на вистина успешен, така? Да. Еве, каде ги имаш освоено, да кажеме, овие дипломи? Па имам и меѓународнија и во Македонија. Така, имаш и медали на себе. Ајде да кажеме каде ги освои нив. Ова медалја е за еден турнир во Македонија. Чекај, вака ти покажи, јас ќе го држам микрофонот. А ова исто е во Македонија, и двете се од Македонија. Добро, двете се од Македонија и тука некаде доле може да се видат и пехарите кои што ти ги донесе, така? Да. Имаш ли некоја сладка победа, ете така, да издвоиш некој надпревар интересен? Па имам. Кој е тој? Па во Битола победив против еден играч. Така, се подготвуваше долго за тој надпревар? Да, многу. Кога имате надпревари, верувам дека тренинзите се поинтензивни. Поинтензивни многу, да. Колку пати неделно тренираш? Секој ден по 3 сати. Секој ден 3 часа, а кога имате надпревар, како оди тоа? Кога имаме надпревар, исто, само понекад и 4 сати. 1 час плюс? Да. И се освојува награди добро, така? Да. Кој ти е тренер, само да кажеме? Боби Бачварски од Југ. Од Југ, одлично. Браво за Ведран, драги мој. Да продолжиш да нижиш, кога велам браво, мислам на аплауз, добро. Сега, Матеј, како си ми ти кажи? Добро. Матеј, колку години имаш? 10. Цели 10 години. Колку време тренираш ти фудбал? 5 години. 5 години, од 5 години тренираш и ти ни донесе дипломи, ајде да кажеме каде ги освои? Па една на ФФМ, а 2 во Газибаба на турнир. Да спомена каде тренираш во? Во Вардар. Во Вардар, кој ти е тренер? Зоран Петковски. Добро, на која позиција играш? Одбрана десно. И имаш ли умилен клуб за кој што навиваш? Да. Кој? Барса. Барса, а од овде од кај нас? Вардар. Вардар се разбира. Имаш ли некој надпревар што ќе те очекува во иднина ништо за што се подготвувате? Па да, на турнир. На турнир, каде ќе биде, против па, кого? Надвор од земјата. Надвор од земјата. Колку пати неделно ти тренираш? Па 4. 4 пати неделно? 3 пати и една утакмица сабота. И еден надпревар во сабота, се подготвувате? Да. Да, браво. И кога ќе пораснеш, што ќе бидеш? Фудбалер. Фудбалер и никако поинаку. Сега ќе ни покажеш нешто на нашава сцена, нели? Подготвен си? Извади ги медалите да не ти сметат и да видиме на дело како ќе се покаже Матеј. Браво, Матеј! Знам дека спортистите ги прави среќни секој добро одигран надпревар и секоја победа, а нас овдека во голем одмор не прави среќни кога ќе видиме убави пораки и тоа посветени од Гарфилд за нас. Па ајде да видиме што овој пат ни подготви. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Mama, she said, roll it, Papa, he said, holy moly. Everybody want chocolate. Choco, choco. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready.
blue photo. Getting so good, it's dripping on wood. Get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. B to the A, to the N to the G. B to the A, to the N to the G. Hey. И поклон, секоја чест. Многу ми беше драго што денеска дојдовте и што бевте наши гости. Уште еднаш да повториме, учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар. Благодарности до Маја која што ве донесе и се разбира до најдобрата директорка Наде. Многу да ми ја поздравите. Ке ви посакам вам, драги мои, да имате убав и пријатен викенд, убаво да се одморите и во понеделник со нови сили, нови лекции, нови надпревари, а исти водителки. Довидување до следно видување. Чуден гам, говори срце, сакичко те загледам. Стави се ме час, го заслишам глас, in ko se mi nasmeješ. Je občutek i ne znam ni je, so trenutki, so besede, neka čutiš ti. There is something strange that I feel inside. My heart was never broken, and the magic land, only butterflies. Our love was never stolen. Там на унику се среќава, си тренутки, се беседе. Why do I feel this? Prima ljubizna. Програма наменета за целата публика.